би почнала со еден слоган со кој што ВМРО-ДПМН дојде на власт. Тоа е дека се што тргнало ќе оди до крај, односно дека промените се природна појава. Природно е во секоја партија која ќе го доживее својот зенит да настанат внатрешни промени, да настанат промени кои што ќе се одржат и на државотворниот статус на државата во која што делува партијата. Така и со ВМРО-ДПМН. Тоа е партијата која што носи 4 свети букви, која што во својот назив има демократија, односно демократски промени, и токму заради тоа сметаме дека демократските промени кои што ги започнаа овие млади луѓе со називот реформатори се вистинските промени. Оваа група не бара ВМРО-ДПМН да се напред, да се отцепи една група која што би формирала нова партија. Оваа група заедно со нас ветераните, кои што се многу поголеми и во многу поголем број, бидејќи ги среќаваме низ караванот за демократизација, кој што секојдневно врви низ сите градови на Република Македонија, гледа дека постои незадоволство во партијата. Не незадоволство заради што партијата што не е на власт. Сите партии може да бидат на власт и може да бидат во опозиција. И може би е добро ВМРО-ДПМН да биде извесен период во опозиција, за да точно свати каде греши, во кој момент ги направило грешките и на тие грешки да се научи за да биде добра партија. Инаку не очекуваме ВМРО-ДПМН да сгасне, не очекуваме овие реформаторски промени да и наштитат на нашата матична партија ВМРО-ДПМН, туку бараме истата да тргне по патот на кој што беше основана, односно партија блиска до народот и која што носи проекти, која што носи демократија, која што има капацитет да владее со Република Македонија, меѓутоа и да има добрососедски односи со сите нас околу нас, да биде земја добро етаблирана во Европската унија и пред се да одржува одлични релации со сите оние кои што сакаат да ни помогнат, а пред се тука мислам на нашиот специјален стратешки партнер, тоа се Соединетите Американски држави, да не заборавиме дека со нив имаме посебен договор кој што ја подржува нашата независност и тоа во едно време кое беше многу неизвестно. Сметам дека ова е правиот момент кога сите ние треба да се вдружиме за да очекуваме од партијата која што во моментот е ВМРО-ДПМН на вистина да го врати тој демократски капацитет, да побара оставка од актуелното раководство, пред се од актуелниот председател, заради тоа што реков, се тече и се менува. Светот не почнува ниту од мене, ниту од нас овде присутни, ниту од актуелниот председател. За доброто на партијата, за доброто на Република Македонија, некои луѓе од врвот на ВМРО-ДПМН ќе треба да си заминат. Не за да ги замениме ние. Дали тоа ќе бидат некои нови, млади луѓе, дали дел ќе бидат и од овие луѓе присутни тука воопшто не е важно. За да постои Република Македонија, за да Република Македонија на вистина чекори по вистинскиот пат, потребно е да има демократизација во самата партија. Без ВМРО, верувајте, нема Македонија. Оти тоа се свети букви за кои што многу луѓе загинале и веројатно се превртуваат во своите гробови и за идеите за кои што загинале, а кои што во овој момент дел од нив се изневерени. Токму заради тоа покажувам со нашето присуство овде, со желбата да помогнеме, пак повторно велам, не да се растури ВМРО-ДПМН, туку да се врати појако, посилно, да си отиде оваа раководна структура која што само и штети, да дојдат луѓе со нови идеи, со нови проекти и натаму да ја јакнеме Република Македонија.